Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видео избор, тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Овој пат за Европската Унија, која се наоѓа на крстопат во врска со бегалската криза и евентуалниот излез на Британија. Деновиве председателот на Европскиот совет Доналд Туск предупреди дека Европската Унија би можела да се скрши под притисокот на овие два проблема. Ова е критичен момент. Крајно време е да почнеме повеќе да ги слушаме аргументите на другите од нашите, рече тој. Чии аргументи се поважни? Од Лондон до Атина Европа е под прашалник. Некои, како бегалците од Сирија, Ирак и Авганистан, умираат да стигнат до Европската Унија. Некои британски конзервативци се борат да излезат од неа. Други, вклучувајќи го и рускиот председател Владимир Путин, заговараат нејзино поткопување. Има и такви на кои Европската Унија им е досадна. Ова го оценува Роџер Коен во написот објавен во Нью Йорк Таймс, додавајки: двата најмокни символа на европската интеграција е еврото, кој ги врзува економиите на 19 земји, и шенгенските договори за слободно патување на луѓето меѓу 22 земји, се во опасност под притисокот на поларизираната политика, различните економски показатели и приливот на над 1 милион разочарани мигранти и бегалци во минатата година. Тука, како што се наведува во написот, постои криза на идентитетот. Христијанската Европа, поимот кој унгарскиот премиер Виктор Орбан го претвори во некаков вид на илузорен фетиш, всушност е се помалку христијанска. Околу 6% од европската популација денес се муслимани. Проценките се дека до 2030 година ќе бидат 8%. Нападите во Париз и Брисел од джихадисти кои биле во Сирија придонесоа за ширење на поделбите и демагогиите. Ксенофобичните десничарски партии веќе не се на маргините, почнувајќи од Шведска па се до Грција. Европската Унија е изворено достигнување на модерното државништво. Со изградба на заеднички вредности е создаден простор на мир, прогрес и слобода, каде што се надминати националните непријателства што со векови водеа кон конфликти. Сепак во последно време овој заеднички дом се повеќе се двои меѓу старите западни и новите источни членки, се наведува во текстот на Шломо Бен Ами, поранашен израелски министер за надворешни работи и подпредседател на Меѓународниот центар за мир, објавен во Project Syndicate. Растечкиот национализам ги стави сите овие вредности, а со тоа и нината на европската интеграција, пред најтешкиот тест досега. Во Источна Европа демократијата станува се помалку либерална. Води Унгарија со премиерот Виктор Орбан, кој веќе 6 години ја спроведува неговата визија на нелиберална држава. Следува Полска со десничарската партија на Јарослав Качински, која презеде контролата врз националната радиотелевизија и врз Уставниот суд, и тоа веднаш откако победи на изборите во октомври лани. Европската Унија веќе покрена официјална истрага за потенцијалните нарушувања на европските стандарди во таа земја. Кон ова се и различните ставови во врска со квотите за прием на мигрантите, односно за тоа на каков начин да се спречи огромниот бран бегалци во Унијата. Поделбите во врска со ова прашање ги рефлектираат фундаменталните несогласувања и разлики на двете страни во историјата, вели историчарот од Јейл Тимоти Снајдер. Една од причините е тоа што источноевропските земји не го делат наследството од колониализмот, а со тоа и миграцијата која е негова последица. Земјите од Источна Европа, кои се новодојденци во несигурниот економски прогрес, што им го даде членството во Европската Унија, не веруваат дека имаат некакви обврски во врска со ова прашање. Од друга страна, критиките на Европската Унија за она што се случува во Полска го покажува морето промени во последниве неколку години, кога таа земја беше лидер на проширувањето на Унијата кон истокот. Ако Полска ја предводи оската на своеволни земји членки, капацитетот на Европската Унија за заштита на граѓанските слободи во рамките на своите граници ќе биде значително намален. Со оглед на недостигот обврзувачки инструменти на Унијата за спречување на земјите членки да се движат, например, кон авторитаризам, избегнувањето на таков исход нема да биде лесно. Европа е континент заситен од историја и прогонуван од духот на незиното повторување. Меѓутоа, минатото треба да биде само предупредување, а не цел, се наведува во коментарот објавен во Project Syndicate. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видео избор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Македонија како земја кандидат за членство во Европската Унија е во посебна ситуација со оглед на сегашните несогласувања меѓу членките на Унијата, особено во врска со бегалската криза. Експертите посочуваат дека Македонија е обврзана да води диалог за наоѓање решенија, но и да ги следи ставовите на Унијата во врска со трети прашања.
Европската унија досега немала единствени решенија за многу прашања. Беше тоа грчката криза, санкциите на Европска унија кон Русија, последново прашање е мигрантската криза. Како сега Македонија да се однесува кога до незе доаѓаат различни пораки? Кого всушност да слуша? Официјален Брисел се приклонува кон Вишеградската група или пак да си ги гледа собствените интереси? Македонија е обврзана според спогодбата за стабилизација и асоциација да води политички диалог со Унијата. Тоа значи да ги следи ставовите на Унијата, да разменува ставови и позиции, да учествува во градењето на заедничките позиции на државите членки визави трети прашања. Од таму Македонија треба да учествува во тој диалог активно, не да разговара или да размислува за тоа како треба да ја употреби бегалскава криза или било која друга криза во своја полза, односно во случаја во полза на одредена политичка партија и низиното останување на власт. Затоа правилниот чекор или вистинската поставка би била ако Македонија веќе сега учествува во дискусијата, комуницира со министрите за надворешни работи, комуницира со Федерика Могерини, високата представничка за заедничка надворешна и безбедносна политика и ги истакнува своите ставови и позиции таму. Ние слушнавме последнава недела неколку изјави кои што нашиот министр за надворешни работи ги даде. Тие ќе беа добри ако беа дадени на вистинското место. Или ако пораката беше општо упатена до сите министри за надворешни работи. Вака изгледа како да се прилагодуваме на потребите и да се прилагодуваме на публиката за која што зборуваме. Имаме теми кои што се добри за внатрешна употреба и теми кои што се добри за надворешна употреба. Проблемот е навистина голем заради тоа што ЕУ нема, барем кога станува збор за бегалците, нема се уште изградена заедничка позиција или државите се уште не успеале да се усогласат. Проблемот е исто така голем заради тоа што станува збор за тема која што ги подхранува и ксенофобијата и популизмот во сите држави членки, па на слабиот помин на класичните политички партии визави популистичките, ова сега им дава уште поголема сила за да се создаваат тие разногласија или да се разјадува ЕУ надве. Ова разногласие во Брисел, како може да се одрази на нашата европска иднина? Мислам дека едно е јасно во Брисел, дека двете работи треба да се раздалат. И овде исто така треба да ги разделиме. Како што реков дека не можеме да го искористиме тоа како инструмент за наша промоција или момент за наша промоција дека ние ќе бидеме сега тие што ќе се справат со кризата, ќе помогнат него и за тоа ќе преживееме на власт. Не можеме да го сметаме и тоа како инструмент за наше идно евроинтегрирање или напредок во процесот на евроинтеграција. Напредокот ќе дојде само ако ние си ја завршиме домашната задача дома, ако ги спроведеме реформите, ако тоа што го правиме покаже видливи резултати и ако на крајот на криштата во нашава држава почне да функционираат институциите и да бидеме вистинска демократија. Така што овие две работи треба совршено да ги разделиме. Меѓутоа треба да покажеме кадарност, капацитет за да се справуваме со вакви кризи, бидејќи ќе бидеме дел од ЕУ во некое време во иднината и ќе имаме шанса да покажеме и тогаш дека сме ја научиле лекцијата. Подобре да го научиме тоа порано, одошто да чекаме да дојде времето кога ние ќе бидеме дел од ЕУ. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.